Благодарам колега Талат Джафери, почитувани колеги и пратеници, почитуван народен правобранител. На 12 декември имав говор по однос на изборот за заменик народен правобранител, конкретно за ова лице, за господјата Сонја Трифуновска и за останатите кои што беа изгласани тој ден. И навистина денеска сум зачудена на ваквото дрско парламентарно однесување на парламентарното мнозинство и вовлекување на институцијата народен правобранител во оваа игра. Тогаш кажав дека сме пред формирање на техничка влада, пред избори. Сега веќе имаме техничка влада, на неколку дена сме пред распуштање на овој собраниски состав. Јасно ги цитирав и сега ќе ги цитирам и сега ми е јасно зашто и омбудсманот не ни одговори на одредени прашања, но сега на една од репликите кажа, вели дека негово право е да ги избира, да, во ред се согласувам, но има закон за народен правобранител. Заради јавноста јас тука ќе потсетам дека за кандидатката е спорно дали се исполнети два законски услови. Таа е член на политичка партија, не само член. Ајде да е член или не, таа е функционер, координатор на форумот на жени на 6-та изборна единица. Таа е, не знам колку информацијата точна, член на правната комисија. Што значи дека еден од условите не го исполнува. Партиски, не, значи партиски фанатик, што ако гледаме од партиски аспект е во ред, но таа аплицира во институција и минатиот пат кажав. Институцијата народен правобранител, според многу анкети, е една од институциите во кои што граѓаните на Република Македонија имат најголема доверба. Да, во тоа се сложувам. Вака неодвојување, како што велеше ова парламентарно мнозинство на избори, велеше ќе ја одвоиме партијата од државата. Ова ли е одвојување на партијата од државата? Колегата Владко Ѓорчев ги кажуваше фотографиите. Вели, јас сум Зоран Заев. Што ќе се случи, господине омбудсман, ако дадете некаква насока и господјата рече, па не сте вие Зоран Заев, не може. Вулгаризирам, знам, но еве, што ќе се случи доколку ви рече, не сте вие Зоран Заев, не можете да ми наредувате. А добивате представки како институција од одредени партиски членови. Јас и на 12 декември кажав дека страшен мобинг врз жени има во сите институции. Ги гледате случаите, најеклатантните. И ако таков, например, ако таква представка вие, како надреден, и ја дадете на оваа господја да го реши тој проблем и тој приговор, согласно законот, согласно уставот, како ќе го реши? Како ќе го реши? Јас сум Зоран Заев, така вели, јас сум Зоран Заев, на прав пат сме. Значи, го цитирам, член 8 од Законот за народен правобранител и член 6, кој предвидува посебни услови, и тоа минимум 7 години искуство, искусен правник. И сега, вие може да ми реплицирате и да ми кажете што е искусен правник. Јас мислам дека се подразбира што е искусен правник. Не сакам да навредувам, не сакам да одам лично, но господјата работела во образовна установа. Во образовна установа. За да бидеш истакнат правник, треба да се занимаваш со адвокатура или не знам. Значи, два услова законски не исполнува оваа господја. Додиме понатаму. На 12.12. овој предлог се одби. Значи, имаше констатација дека оваа господја не е избрана за заменик народен правобранител.
за колку дена на 16 веќе бил објавен оглас, значи спремен. Можам само да предпоставам какви притисоци имал народниот правобранител за да го повтори огласот, за да овој партиски, висок партиски функционер, за да овој партиски кадар влезе како заменик народен правобранител. И пак ќе прашам, еве, гласно размислувам, зошто и оваа институција, која што според сите анкети, кај граѓаните е на многу високо ниво, решава представки согласно закон и устав, зошто вака, немавте ли други членови, не толку визибилни, не толку нахално, не толку нападни? Значи, високи партиски представници. И вие на 16 повторно објавувате оглас, а тоа е, да ви кажам, и непочитување на одлуката на собранието. Да, ние разгледуваме и ваши извештаи. Многу пати сум говорила и ќе говорам. Вашите извештаи, сум кажувала и постојано сум го потенцирала тоа, дека вашите извештаи се пример како треба една институција да дава извештај кон Собранието на Република Македонија. Тоа го тврдам и сега. Но како? Ако вака продолжите, како институција ќе работите и како институција ќе одговарате на представките од сите граѓани на Република Македонија. Еве ви кажав два флагрантни случаи и ги давате неизе. Како мислите дека таа ќе ги реши? Мислите дека ќе ги реши согласно закон и согласно устав? Не сум убедена, не можам да кажам дека така ќе ги реши. Затоа сметам дека, почитувани колеги, треба да се замислите. Веќе сме пред избори и треба да не дадете, како што не дадовте на 12 декември пас, за да помине овој предлог за заменик народен правобранител. Јас сум убедена дека внатре во самата институција, почитуван господине народен правобранител, имате исклучително добри кадри кои што можат оваа функција да ја вршат. Јас сум убедена, да, убедена сум. Но, ете, можеби ќе кажете, можеби нема да кажете, ќе остане на вас, какви ли вие притисоци сте имале за овој кандидат да помине денеска. Не се согласувам, не гласав ни тогаш, нема да гласам ни сега. Значи не може, заради тоа што, како што кажав, два законски предуслови не исполнува. Ви благодарам.